дека ова не само што е јубилеј за нас, туку една убава цел која што продолжува. Ретвитни оброк почна и секогаш истата приказна кога ја раскажуваме интересно. Почна како најобичен коментар на Твитер во кој што една девојка сподели фотографија со храна и напиша зошто сликаме храна кога може истата да ја споделиме со оние што немаат. Некако се собравме во еден неврзан разговор на Твитер и останатото после тоа историја, затоа што веќе почнавме да готвиме, се собираа луѓе, донации и еве 200 денес како цифра е навистина супер за нешто што е иницијално од луѓе и нема никаква поддршка нити од институции, нити од самата држава. И од самиот почеток до сега колку вака според проценка може да се каже дека луѓе се придружија? Започна со неколку, сега веќе движење. На старт бевме 10-15 луѓе кои што да речеме аматерски си готвеа, сакаат да доаѓаат да помагаат. Меѓутоа кога направивме група на Facebook која што постои, Ретвитни оброк се вика, веќе почнува да се менува дури типот на група на луѓе кои што доаѓаат. Значи има и постари, и помлади, има дури деца да речеме од средно училиште кои што сакаат да го искористат, нели, слободното време и прашуваат може ли во петок да дојдеме. Поминале многу луѓе и мислам дека иницијалната група се околу 30 на луѓе кои што сме и во координација и кои што ги знаеме работите, ги предпоставуваме и ги предвидуваме. Меѓутоа самата група брои над 1000 членови, така да секој од нас може да ретвитне оброк и автоматски да стане на некој начин дел од иницијативата, бидејќи таа не припаѓа на никого, тоа е за секого кој што сака да сподели. Да, нас спомена и до ден денес немате никаква поддршка од надвор од силна сами што го правите во иницијативата, меѓусебна поддршка. Морам да кажам дека на почетокот беше дури од наши намирници, од типот ако имаш дома вишок, графче, леќа, не знам што, доаѓаш, го готвиш и сето тоа нели поминува така. Меѓутоа со тек на време донациите стигаа од многу места. Значи маркети, видеа што правиме, приватни бизниси, луѓе кои што не сакаат на пример да бидат јавно експонирани, меѓутоа сакаат да споделат, но од системот како таков никогаш немавме поддршка во смисла да нешто повеќе се направи. Се остануваше во тие рамки како што и сега, со тоа што просторот ни го отстапува гласност, тоа е црква во која што кујната која што ја користиме веќе 2,5 години, буквално се што може да се искористи од самиот простор ние го ползуваме. И со тек на време самата иницијатива си доби динамика, правиме ивенти на Facebook, луѓето знаат, прашуваат кога може да дојдат да донесат храна и она што е најбитно практично од целава иницијатива е тоа што во сабота во 13:30 храната се дели на платото на Мајка Тереза и околу 100 наши сограѓани кои што се бездомници или социјално загрозени го примаат тој оброк како единствен достоинствен во денот, бидејќи нема јавни кујни и луѓето едноставно немаат нели од каде да јадат. Ана, дека помалку или повеќе луѓето знаат што е ретвитни оброк, знаат, еве, 4 години веќе така. Во овој 205-ток, така, сите беа во петок акции? Да. Во петок се готви, а во сабота се дели оброкот, да. Во овој 205-ток, колку, ајде дека помагате на другите, помагате. Тоа е супер. Меѓутоа, колку вие, како луѓе кои што се дружите барем еднаш во неделата, сте се запознале меѓу себе? Колку сте размениле искуства, колку тоа лично за вас пак било еден начин на промена? Мене ми се случи јас да запознам луѓе кои што после тоа во животот ми станаа многу блиски и на некој начин ние си имаме како заедница која што ја има истата цел, односно се здружуваме луѓе кои што се знаат од други страни, дали е од работа, дали се нели преку луѓе, меѓутоа 3 години константната поддршка едни со други некако ни направи чувство дека ние можеме да направиме и многу повеќе. И Ретвитни оброк не е само иницијатива, туку е место во кое што може да се дружат луѓе со различни профили. Значи не само луѓе кои што сакаат да готват, туку и луѓе кои што се со различна професија и едноставно се гради еден нов свет на дружба кој што еве 200 пат навистина потврдува својата улога за тоа што го правиме и можам да кажам дека дури си имаме и традиција, нормално поблискиот круг на луѓе кои што се знаеме, секогаш за празници се собираме заедно, си имаме традиција на кршење лепче со паричка или се дружиме на, да речам, неформално после готвење, така што Ретвитни оброк за мене интимно е нешто што ми го менувало животот, ми правело да се тоа сакав сега малце да го свртам прашањето, ако прашав прво колку сте се запознале меѓу себе, колку еве
ти лично или пак од искуствата со пријателите кои што се среќавате таму, можеш да забележиш дека себе си се нашла. Си заприметила некои ствари, некои работи, се извинувам, лично кај себе, кои што пак, нели, сепак со тие исти луѓе сте еднаш во неделата неколку часа, па колку работи си открила за себе? Јас научив дека можам да сготвам 100 оброци за 2,5 часа, дека можеш војнички да направиш многу, прво тој аспект, второ дека трпението се вежба, бидејќи таму се многу луѓе, многу различни карактери, се готви, се сецка, условите се такви какви што се и треба да поседуваш според мене некоја основна емпатија и способност тие луѓе да ги прифатиш такви какви што се, затоа што дошле да помогнат. Не сме се делеле никогаш не сме имали хиерархија никогаш, значи секој кој што знае да готви може да помогне. И лично мене ми создаде чувство на припадност, дека бидејќи сакам да готвам и приватно, ме интересира кулинарство генерално. За мене беше тоа точка на спојување две прекрасни работи, мојата страст за готвење и нешто што ние ќе правиме за некој друг да му биде добро. И еве 200 месеци, мислам дека тоа супер тера. Да, навистина одлично. Како што спомена и ти си создало веќе некаква симбиоза во сето тоа, но јас би прашала, освен вие, иницијативата, здруженијето веќе, помагаат ли граѓаните, Ана? Да. Носат ли храна, партиципираат ли? Постои ли нека свест? Свеста постои, иако треба многу да се зборува, многу да се труби, вака јавно луѓето да се освестат дека живееме во сиромашна средина во која што има многу храна, а истата се фрла наместо да се донира. И една од целите на Ретвитни оброк е да го прошири тоа знаење, односно мислење, дека секогаш кога имате нешто вишок дома, наместо да го фрлите, подобро дајте го на некој што го нема или оставете го близу до, значи да биде достоинствено јадењето. Бидејќи се фрла многу храна оди, нели, бадијала. Имаше пред некој месец навистина фрапантни податоци колку тони храна фрлаат не само маркетите, меѓутоа и македонските граѓани. Тоа е глобален проблем, бидејќи сите се однесуваме дека нели се е на тацна, се е тука, ќе се случи од било каде, а не сме свесни колку е тежок патот да нели храната стигне до нас како таква. Тоа прашање исто секогаш си го поставуваме. Ако ние, например, сме можеле да одвоиме и како индивидуалци да создадеме една ваква група, значи можно е тоа да биде и еден тип граѓанско движење, да може да го прават сите. И граѓаните, да бидам искрена, се свесни, сакаат и доаѓаат во сабота на делењето, носат оброци, носат леб. Многу често се случило, има да речеме луѓе кои што имаат зимница или многу овоше зеленчук и го носат директно, значи го даваат веднаш. Со тоа што например, не е секогаш едноставно да им објасните дека таму има луѓе кои што се нели бездомници, кои што се на рап на екзистенција, средбата со таа реалност е тешка и никој нели не ја гледа секојдневно. Меѓутоа лека по лека од еден оброк до овие да речам 200, ние мислам дека за многу да речам краток период, ги освестивме луѓето дека може да помогнат и може да се посветат на нешто што нема да им одземе време, а тоа е да споделат храна што им е вишок. Имате некаква координација со банките за храна кои што постојат, кои што на некој начин истото го работат, меѓутоа работата е што ние не сме официјални и тоа никако нас не е најголема сила, истовремено и слабост, тоа и го потенцира многу често, затоа што немаме одговорно лице, односно оди тоа во некоја заедничка група на Facebook, се договараме меѓу нас, иако би бил супер системот да постои како нели банка на храна, да има некаков тип со кој што ќе се редистрибуира. Се надеваме затоа што во периодов има и други иницијативи, односно други формални активности кои што се случуваат на ова поле, тоа е Сите акцијата, потоа вистински дела на љубезност кои што исто така собираат храна и ја делат и преку нив практично ние почнавме да спроведуваме Ретвитни оброк, така што не е дека не знаат луѓето, има начини како тоа си да се спроведе, само што треба многу време за народот да знае дека постои нешто такво и да партиципира. Има ли можеби можност, еве, овие останатите иницијативи што ги спомена да се споите во едно, па сето тоа
нели уште повеќе да помогне да се прошири како и во подигнување на едната свест, меѓутоа и на апсолутно. Јас сметам дека ако нели не може ништо да направи системот, може ние да направиме, бидејќи граѓаните го прават системот. Мислам дека за некое време веќе ние ќе се собереме сите заедно и ќе дојдеме до заеднички солуции, бидејќи темата е таа храна, не треба да се фрла, треба да се редистрибуира, со тоа нели правиме и помалку отпад, помалку пари се трошат, така што има доста што да се размислува на оваа тема и добро е што во моментов е тренд, значи се зборува за тоа и супер е да продолжи така. Така. Ана, шириш многу позитивна енергија, остани таква. Супер што најде време да бидеш гостинка во студиото. Ние понатаму остануваме поддржувачи на Ретвит ни оброк. Фала ви многу. Да, и тука некаде Јана со Ана завршуваме. Да, во овој дел завршуваме со Ана почитувани и еве слушнавме и од неа, можете да бидете хумани утре во 13:30 часот. На Мајка Тереза може да донирате некоја вишок храна за бездомните лица што вие останате. Ова е навистина еден апел и од нас и одлична иницијатива. Ана, уште еднаш ти благодариме. Така ние за кратко ќе се вратиме назад во студиото во еден друг разговор од светските случувања со колегата Дејан Андоновиќ. Главниот фокус ќе биде анализа на секако вчерашната посета на рускиот претседател Владимир Путин на Белград. Путин замина, што се кажа и какви пораки беа испратени, ќе гледаме во продолжение, а исто така, тука како кратка пауза ќе погледнеме дел од атмосферата, која што ексклузивно ја пренесуваше екипата на 1Т вчера во текот на целиот ден околу посетата на Путин. Назад сме во студиото и како што можевте да погледнете, ова беа ексклузивните снимки на 1ТВ од посетата на Путин во Белград. А таму пак српските медиуми објавија се и се што, од како бил пречекан Путин како рок звезда, од тоа дека не можел да престане да ја гледа пеачката Цеца. Дури имаше и некои подруги онакви информации што било после со Цеца. Така и се до политичките пораки, односно што значеше таа посета на Путин во Белград, и тука неизбежно е прашањето со Косово.
Зошто, односно како се третира посетата на Путин во поддршка на Србија во прашањето со Косово, кое што пак од друга страна има и силна поддршка, делумна е да, но има и силна поддршка дека е независна држава. Српските медиуми излекоа една поента на изјавата на Путин, кој едно од многуте изјави кои ги даде, рече кога сме заедно сигурно победуваме, сакајќи да направи паралела дека во Втората светска војна, нели, русите го ослободиле Белград, заедно со србите го поразиле нацизмот, па така и денеска доколку го бидат заедно, повторно ќе победат, веројатно сметајќи на некои нерешени работи кои се во глобалната политика и во регионалната. Околу Косово му дадоа силна порака, но наспроти оние очекувања на врвот во Белград политички па и медиумите дека Путин ќе донесе нешто, Путин не донесе никакво решение за Косово во Белград, значи излезе и рече дека ние нели ве поддржуваме како Русија, нешто што веќе го знаеме. Русија ја поддржува Србија, го поддржува резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации, што подразбира дека Косово е дел од Србија и дека на Косово не треба да има друга воена сила освен КФОР. И исто така рече, но ние ве поддржуваме, но во исто време ќе имаме поголема и поактивна улога доколку тоа го биде побарано од нас во решавањето на косовското прашање. Тамо е Европската унија, самиот Трамп рече дека Европската унија тука многу промаши во својот мандат, бидејќи дозволи да се формира косовската армија, диалогот меѓу Белград и Приштина кој во Брисел е закочен, нема заедница на српски општини, само укажувајќи дека доколку Русија биде вклучена поактивно ќе помогне многу повеќе во решавањето на косовското прашање. Да, согласно она што се можеше да се види и прочита од странските па и српските медиуми, еве и американски Bloomberg оценува дека да, Вучич ќе се обиде посетата на Путин да ја прикаже како поддршка за Косово, она што нели го зборувавме, дека постојано ќе игра на таа карта. Но дали може да се каже дека само тоа значеше посетата на Путин? Посетата на Путин, јас ќе повторам, е заден обид да се формира руското влијание во Балканот, бидејќи во едни комплицирани геостратешки позиции во моментот, каде што НАТО речиси секаде влезе, остана уште Србија и Република Српска. Но прашањето беше повеќе во контекст можно ли е само да се толкува како такво, како поддршка за Косово, бидејќи спомена, често пати споменуваш и ти дека можеби малку русите во последниот период околу косовското прашање оставаат подотворена некоја врата и работи што висат во воздухот. Токму така, проблемот со косовското прашање е дека е толку нерешливо и сите големи сили како да некако намерно го оставаат косовското прашање да биде полуживо. Некои од анализите велат дека Русија има и интерес во моментов косовското прашање да не биде затворено. Зошто? Така единствено ја држи Србија зависна од поддршката на Москва. Да земеме хипотетички да размислуваме. Доколку се затвори косовското прашање, Србија веќе нема да има толкова зависност од Москва. Ке се сврти кон Европската унија и некако Русија нема да ја биде толку важна. Во моментов на Белград единствена поддршка која може да ја добие за косовското прашање е Москва и некако Москва можеби намерно го одолговлекува процесот на решавањето на косовското прашање за да ја одолговлечи и зависноста на Србија по тоа прашање. Уште една работа која што исто така ја третираат политичарите во Србија и во Косово е колку оваа посета на Путин влијаела врз евроинтеграциите на Србија. Подпишаните договори се со Евроазиската унија, значи оној околу гасоводот Турски ток. Меѓутоа самата премиерка Брнабич изјави дека посетата на Путин и приближувањето на односите на Србија и Москва нема да ги загрози евроинтеграциите. Но тоа е само една формална изјава. Јас верувам и некои анализи укажуваат дека секако Брисел нема така благонаклонно да гледа кон свртувањето на Белград кон Москва и кон Истокот, така да има две опции. Една од опциите да му понудат повеќе на Белград, за да го придобијат, а од друга страна некако да го санкционираат. Ке видиме, Белград во моментот има пол позиција да игра на две можности, кој даде повеќе. Има право да бира. Па играат на некој начин. Вучич има таква политика. Вучич има таква политика, меѓутоа јас не верувам дека ќе може уште долго тоа да го игра, бидејќи денеска светот некако дојде да се определиш, или си лево или си десно. Така да мислам дека овие договори околу турскиот ток
можеби ќе поминат со гасификацијата, воено-техничката соработка можеби ќе помине до некаде, да подсетиме дека Србија купува руско оружје, има русите особено инвестираат во военото воздухопловство на српската армија. Добија и поклон. И добија и подарок, имаат и размена на воено-технички кадар, така да тоа сигурно нема да помине тек така од страна на западните сојузници, веројатно или нешто ќе им понудат, или веројатно некако ги санкционираат. Кога сме се уште кај Путин, а можеме слободно да го поврземе, Путин со Давос, бидејќи анализите на некои од медиуми се дека после 10 години Владимир Путин би можел да се јави да се појави на форумот во Давос, еден од најважните форуми каде што се прееку 70 или 100 светски лидери, но му доаѓа во момент кога Франција се соочува, односно Макрон, со голем проблем и нема да присуствува. Трамп нема да присуствува поради несогласувањата со демократите и Тереза Меј нема да присуствува поради нејзината борба за опстанок на нејзината влада во Британија. На Путин му доаѓа ова како... Да, прво Давос ќе го загуби приматот самит на светските лидери, бидејќи најмалку тројца лидери нема да бидат. Најмалку тројца светски лидери нема да бидат. Познато е зошто и Британија, и Франција, и Соединетите Американски држави се соочуваат со проблеми однатре. Ќе потсетиме дека Макрон нема да присуствува поради протестот на жолтите елеци. Трамп денеска излезе и рече дека нема да присуствува поради проблемот со демократите и онаа негова најава ние во ова студио уште пред 2 недели најавивме дека Трамп размислува да не оди во Давос, бидејќи планира да воведе воредна состојба и така со воредната состојба од војниот буџет да ги извади тие 5,7 милиарди долари за да го по секоја цена го направи ѕидот кон Мексико, а Тереза Меј од кога завчера успеа да куртули нејзината влада и да остане се уште да ја предводи Британија, сега не може да оди влада на стаклени нозе. Влада на стаклени нозе, бидејќи очигледно сакајки да се излече од опцијата Британија да излезе од Европската унија без никаков договор, очигледно ќе дојде до некакво пролонгирање на излегувањето на Британија според најавите. Брисел најверојатно и Лондон ќе се договорат Британија уште 2 години да остане во Европската унија и да се обидат и Брисел и Лондон конечно да направат некаков договор за нивно мирно раздружување или па евентуално повторно интегрирање. Според последните анкети, повеќе од 60% британци сметаат дека Британија не смее да излезе од Европската унија. Си ја признаваат грешката. Си ја признаваат до некаде грешка. Да, и секој си има своја причина од светските лидери, но колку токму нивниот недостиг, односно откажувањата на овие тројца, пак може да има целокупно влијание врз економскиот форум. Економскиот форум веројатно ќе се помине бидејќи не се само овие 3 лидери, но фактот дека политичката порака како моќни фигури докаде е дојдена светската економија и светската политика. Повторно ќе го повториме она што од почеток почнавме да зборуваме. Изминатиот период Путин дојде во регионот, се случија 3 ми се чини големи работи на сметка на руската надворешна политика, а тоа е преживувањето на владата на Ципрас, преживувањето на владата на Тереза Меј и она што се случи во Македонското собрание со уставните амандмани. Се менуваат работите, геостратешки се репозиционираат политичките сили, веројатно и економските. Јас и натаму мислам, отворено ќе кажам, дека протестот на жолтите елеци или Брекзитот не би можело да ги оневозможи лидерите да отидат на 2 или 3 дена на тој самит во Давос, ако се земе во предвид дека сето тоа е 2 до 3 часа. Веројатно се работи за внатрешниот имидж кој го оставаат во државата. И внатрешниот имидж, но и порака дека светот можеби се регрупира, рекомпонира, се прават нови сојузи, се прават. Тие ба затоа би биле дел од Давос, нели? Па токму затоа јас велам, очигледно нешто друго што се случува што не можеме да го видиме во јавноста, ќе видиме на наредниот период како сето тоа ќе се. Да, можеби со тек на време секако ќе станат појасни некои работи, никогаш не се знае со светската политика и можеби некој нов Давос планираат да прават во иднина овие лидери. Ќе видиме. Андоновиќ, ти благодариме за ова твое гостување и анализата секако секој ден си дел од отвореното студио 1, а ние почитуваме
Почитувани, сега одиме на следниот наш соговорник, колегата за кратко Славчо Поповски ќе биде тука во студиото да не информира за она што верувам голем дел од вас ве интересира. Временската ситуација следува викенд, секако и празник, Водици ќе има многу настани, фокусот ќе биде меѓу другото ставени на Охрид. Температурите во водите. Така, температурите во водите и се тоа што е поврзано ќе слушаме од Славчо со неговата детална анализа, така што очекувајте на во продолжение. Славчо Поповски го најавивме, да. Ајде, Славчо, да ги информираме детално граѓаните водите за оние што секако сакаат да скокаат по крстот за предстојните празници, да им кажеме температурите на водите, временската ситуација, што може да очекуваат. Значи да започнеме прво со температурите. Водата на Охридското езеро изнесува некаде околу 7 степени, додека на Преспанското и на Дојранското околу 5 степени. Значи доколку тие што ги скокаат по крстот да бидат крајно предпазливи, значи како влегуваат. А инаку пак времето ќе биде променливо облачно, ќе има и сончеви периоди, а локално само има услови за послаби врнежи од дожд и од снег. Дожд, а снег и на планинските делови? Да, на планинските, додека на пониските места има услови за дожд и за снег, а во Пелагониско дури има услови за појава на замрзнат дожд, затоа што во моментов и таму е најладно. Ај, Славчо, бидејќи за празникот Водици во секој од градовите во источна, северна, западна, јужна Македонија го има тој ритуал, нели, христијанскиот ритуал. Генерално вака, низ целиот регион на Македонија, какви температури, колку разлика има од еден до друг, од едниот регион до другиот регион? Така, значи разликата нема да биде многу голема, што значи температурите на воздухот низ државава ќе се движат некаде од 3 до 10 степени, 11 некаде во крајните и источни предели. Тоа добро одговара на во ваков ладен, студен период. Да напоменеме дека во Битола ќе биде нешто постудено, со максимумна температурата до околу 0 степени. Ова зборуваме за викендот. Славчо, имаш ли можеби информации за да речеме стартот на следната недела, какво време не очекува? Некаде до вторник, значи имаме вака променливо време со локални послаби врнежи, а веќе од вторник па натаму под влијание на нов циклон, кој веќе го најавивме, ќе има и нешто поинтензивни врнежи, од дожд и снег на пониските и снег на повисоките места и на планините. А температурите, Славчо, може да се каже дека изминативе денови малку од малку се изголемени, така, не е приладно надвор, меѓутоа дали ќе се задржат? Па да, ќе има мал пат, но барем за сега некои екстремни температури, екстремно ниски температури како што имавме, за сега нема. Но ќе има доста поинтензивни врнежи, значи како што кажав, од вторник па натаму.
А тие временските карти што велат снег може да се очекува пак до крајот на месецот? Па снег да. Ваков обилен снег? Очекуваме, па и во февруар, значи според моменталните анализи, очекуваме доста да имаме врнеж. Славчо Поповски никогаш не греши, така да слушајте ја неговата анализа, како што самиот вели, може да даде детална анализа за наредните 3 дена и тоа е најпрецизно што може. А понатаму прогнозите се движат како што се движат, нели, и условите, кои што ти ги анализираш. Ти благодарам, Славчо, ти благодарам уште една што одвои време, еве подетално да информираме во пресред Водици. А ние се враќаме некаде пред 17 часот со нови содржини во ова отворено студио 1. Во ексклузив ќе гледате. Јоце Панов долго ќе го памети неговиот роден ден. Познатиот пејач му ја отсече главата на раперот Панчо ДНК. Надморска височина од 2525 метри. Температурата на воздухот минус 20 степени Целзиусови. Изгри сонце какво што само таму може да се види. Екипата на ексклузив во незаборавна авантура на Шар планина. Ќе ги прашаме љубој на работи кои никој не ги прашал. Познатата група гости во студио. Гледајте ексклузив вечерва во 18:15 часот на 1 ТВ. Партиите одамна го инфицира образованието, а социјалните мрежи само ги разголија наставниците што проповедаат омраза.